сигурно дека кога ќе го добиеме писмениот отправок од страна на судот, сигурно дека ќе вложиме жалба. Меѓутоа сметам дека е ова пораз за правото и за правната држава. Ова кога го кажувам од едноставна причина што ниедно од нападствијата на апелациониот суд, на кои што укажуваше и сугерираше второстепениот суд, од страна на првостепениот суд не е реализирано. Ова што кажува? Ова кажува дека ваквата пресуда не може да ја издржи правната критика на одбраната, отелотворена преку жалба, за која што сметаме дека апелациониот суд ќе ја прифати и дека или ќе укине првостепената пресуда, или дека ќе закаже главна расправа на која што мериторно ќе одлучи по овој кривично правен предмет. Несватливо е и покрај укажувањето на апелациониот суд, мислам дека е тоа сршта на овој кривично правен настан, дека законскиот основ на кој што се повикува јавниот обвинител во обвинението, дека не е повреден од страна на обвинетите. Впрочем, за тоа има правосилна одлука на управниот суд, која што има сила на закон. Ако јавниот обвинител сметал дека законскиот основ е повреден, тој требал најпрво како претходно прашање да го реши прашањето на кривична одговорност на судиите, за да може евентуално да биде понештена одлуката, правосилната одлука на управниот суд. И пазете, во кривична постапка се расправа за управна постапка за која што со должна почит кон кривичниот суд, тој нема никаква квалификација да одлучува постапка. Сакате просто да кажете дека без обвинети управни суди, овој предмет како што е, не може да обставува понатаму? Тоа законот го сугерира, не јас. Законот вика дека одлуката на управниот суд, правосилната одлука има сила на закон. Како може вие со обвинение да дерогирате одлука на управен суд, а при тоа не сте докажале надвор од разумно сомнение дека одлуката на управниот суд е сторена со кривично дело од страна на судиите кои што одлучуваат? Дали играте на карта време, бидејќи дефинитивно делото на вашиот клиент застарува за 4 месеци, 3 месеци? Дали може би тоа добро е прашање, да, добро прашање. Меѓутоа ова прашање требаше да го поставите на друга адреса, затоа што ако ја следите хронологијата на станите, ќе видите дека до сега ниту едно единствено рочиште не е одложено по барање на одбраната или одбраната била причина или обвинетите за одлагање на овој предмет. Видете во колку наврати овој предмет е одлаган по 3, по 4 месеци и од кого е одлаган? Дали е одбраната виновна за тоа или е некој друг виновен? Сепак ќе треба судскиот совет да го разгледа овој предмет, како што разгледува и други предмети, за да види која е причината што овој предмет трае толку долго. Значи, вие вината на место кај апелација што го врати на повторно судење префрлате во кривичен суд? Апсолутно, па погледајте ги датумите во колку наврати е одложуван овој предмет не по причини и барање на одбраната, туку по барање на судот. И затоа тоа е надвор од памет дека ние сакаме или купуваме време. Тука нема дело, самата пресуда на апелациониот суд јасно кажува дека тука нема дело за ниту еден од обвинетите. Имаме нова осудителна пресуда. Јас зборувам во ред, имаме нова осудителна пресуда и оваа осудителна пресуда, бидејќи не се почитувани нападствијата на апелациониот суд, исто така ќе ја доживее судбината на претходната пресуда. Кои се другите предмети? Апелација ги укина и другите предмети, сега ги почне повторно таргет тврдина. Кога ќе почне ќе дискутираме за тие предмети, уште не сме добиле термин за таргет тврдина, за трезор имаме на 15.2, за таргет тврдина кога ќе почнеме со постапка да ги дискутираме понатаму во текот на постапката.